Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. Директорот на статистика сгрешил кога рече дека на пописот само лично ќе може да се декларира етничка припадност, јазик и вероисповед. Жал ми е и се извинувам што доведов јавноста во некоја заблуда. Законот пишува многу добро. На кои граѓани мисли Уставот кога гарантира права со проценти? На сите државјани или само на оние во земјава? Нашиот устав укажува на тоа дека ги дава правата на граѓаните, а тоа се сите државјани. Но што кога пописот нема амбиција да ги опфати сите државјани? СДСМ, ДУИ, ВМРО, ДПМН заедно имаат повеќе членови отколку партијата на британскиот премиер Борис Џонсон. Осе numeri treguar gabimisht nga partit politike, ose patologji për të cilën duhet të bisedojmë si fenomen shoqëror. Вака летоска полицајци апсеа полицајци во викендица во кратовското село Куклица поради групирање спротивно на мерките за заштита од COVID-19. Купно 5 полициски службеници од таа група се преместени на работа сите во Туманово. Ни отворањето на новиот стационар за бездомни животни не ги обедини градот и активистите. Наместо да се зближиме и да бидеме сите заедно, ние се прекупуваме. Нема потреба од креирање на вештачки фронтови. Реклами па сториите. Ако се земе предвид бројот на починати во 2019 година, македонците се речиси 75% од населението во земјава, а албанците 17%. Ако пак се анализираат новородените во истата 2019, македонците се едва и 50, додека албанците се 35% од населението во државата. Овие бројки не би биле од голема важност ако дел од правата на граѓаните не се уредени со проценти. Со оглед на тоа што предстои попис со кој ќе се бројат граѓани и дома и во странство, вечерва отвораме една дилема. Која бројка на население е важна за да се остварат уставните права за употреба на јазик, символи, правична застапеност? Онаа на жителите во земјава, така нареченото резидентно население, или на сите државјани во земјава и во странство? Александар Димитриевски. Поминаа безмалку 19 години откако Македонија последен пат го преброи населението. Пописот, милуваат да кажат особено политичарите, е само статистичка операција. Но во земјава, тој никогаш не може да биде само тоа. Причината е што некои особености на граѓаните како мајчиниот јазик и етничката припадност се основа за добивање или губење одредени групни права на државно, но и на локално ниво, како за употреба на јазикот, символите или правична застапеност при вработувањето во јавниот сектор. Но на предстојниот попис во посебни категории ќе се попише и резидентното и нерезидентното население. Низ хипотетички пример, дилемата што се наметнува е: ако една етничка група изнесува 5% од населението во земјата, а истовремено е 15% ако се земат во предвид и иселените лица, тогаш која бројка е референтна за она што се нарекува соодветна застапеност во институциите? 5% или 15%? Според Законот за попис и методологијата, под резидентно население се подразбираат граѓаните кои живеат во Македонија или се во странство најмногу до 1 година. Нерезиденти се лицата кои имаат македонско државјанство, но се во странство подолго од 1 година. Но, на која од овие две листи мисли Уставот кога гарантира права врз основа на процентуалната застапеност? Доцентот по уставно право на правниот факултет Јустинијан I, Денис Прешова, вели дека во Уставот на различни места на различен начин се дефинира референтната точка. Во однос на правичната и соодветната застапеност, таа не е директно детерминирана од процентот на учество во вкупното население. Во однос на правото на употреба на јазикот на национално ниво како релевантно се смета учеството од 20% од граѓаните, односно вкупниот број државјани. Од друга страна, за правото на употреба на јазикот на локално ниво, како и за правото на употреба на знамињата, 20% односно 50%, се утврдуваат од граѓаните кои живеат во единицата на локалната самоуправа и тука податоците за бројот на жители во одредена општина се значајни. Според Прешова, податоците од пописот може да бидат релевантни само до одредена мера кога се зборува за процентуално гарантираните права во Уставот. Но,
тие не треба да бидат пресудни за нивно уживање. Во суштина, меѓународните стандарди во одредувањето на правата на малцинствата, односно етничките заедници, говорат за значителна застапеност. Кај нас таа се дефинира како учество или застапеност од 20% и не значи дека не може да биде предмет на промена и таа одлука ќе биде политичка. Идејата дека одредени права ќе бидат ускратувани во зависност од процентуалното учество е дефинитивно опасна. Штом уставот и законите кога регулираат дел од групните права мислат на сите граѓани, а не само на оние што се во земјата, тогаш логичниот заклучок е дека со пописот треба да се пребројат сите државјани, а не само жителите. Но Државниот завод за статистика велат дека немаат илузии дека ќе можат да ги попишат сите државјани. Ние би сакале да ги офатиме сите, меѓутоа не гајеме илузии дека ќе успееме, бидејќи добар дел од поприличен број на луѓе се иселени од државата, односно се наоѓаат надвор државата, да не го користат зборот се иселени, се времено или трајно отсутни од државата, а се државјани. Меѓутоа не ја знаеме оваа бројка. А колку ќе офатиме нив не знаеме, ќе се трудиме, се обидуваме да ја офатиме што е можно повеќе. Директорот Симовски со право додава дека не е на Заводот за статистика да коментира која бројка ќе биде земена како референтна кога се во прашање групните права. Зошто тогаш се прави попис на кој има графа за етничка припадност и мајчин јазик, наместо за тој дел само да се пребројат државјаните? Одговорот е, бидејќи во државјанството не се впишува информација за мајчиниот јазик или за етничката припадност. Токму за да мотивира што повеќе државјани да се попишат сами, вели Симовски, ја дали изјавата дека етничката припадност и мајчиниот јазик на пописот ќе можат да се декларираат само лично, а не и во име на друг член на семејството. Да, имавме некој несогласување, веројатно и погрешни изјави, пред се од моја страна. Жал ми е и се извинувам што доведов јавноста во некоја заблуда. Законот пишува многу добро. Значи членот 8 тоа го дефинира, таму вика дека може да даде податок, се не специфицира кој, така да мораме да го почитуваме законот од тој дел. Добро, со оглед на тоа дека конечните бројки од пописот сепак ќе зависат на политиката, во смисла на уставните категории и очекувањата на политичките партии, која е вашата генерална порака пред се до граѓаните, не до политичарите? Имам една единствена порака. Земете учество во пописот, бидејќи овој попис е за граѓаните. Податоците се во интерес исклучиво на граѓаните на оваа држава и на никој друг. Бидејќи не е работа на Заводот за статистика да ги толкува уставот и законите, прашањето кое население ќе биде референтно во однос на колективните права го поставивме на власта. Во Министерството за правда немаат дилеми. Првиот човек на тој ресор, кадар на СДСМ Бојан Маричик, вели референтното население се сите државјани. Уставот се вели дека граѓаните кои што зборуваат најмалку 20% јазик различен од македонскиот, ги уживаат овие права и може да ги користат овие права кои ги спомнавте. Кога се вели граѓаните, тоа секако се мисли на државјаните. Преку практично, иако хипотетичко прашање, доколку одредена јазична или етничка група во земјава е присутна меѓу резидентното население како 5%, а меѓу вкупното население, значи оние што се надвор од земјата е 15%, тогаш кој процент ќе биде земан како репер за правишна застапеност на таа заедница во придржавните вработувања? Мислам дека го одговорив тоа прашање, значи секогаш се цени вкупниот број на државјаните, така што ќе биде 15%, иако само 5% е присутна, да кажеме, така? Секако, затоа што нашиот устав укажува на тоа дека ги дава правата на граѓаните, а тоа се сите државјани, така што не можеме да читаме поинаку, бидејќи се друго би било проблематично. Маричик додава дека по ист модел се искористени податоците од пописот во 2002 година. Фактот што пописот не може да ги попише сите државјани, за Маричик треба да биде поттик да се попишат сите, и овде, и од странство. Мислам дека е фер сите да се попишат, и затоа е формулирано како законска обврска, а не како желба или определба кој сака да се попише. Затоа и ќе се прави интензивна кампања, ќе има можност диаспората, значи нашите луѓе кои што се иселиле, нашите државјани кои што се иселиле во странство, ќе имаат можност од еден месец, во текот на месец март, да се регистрираат самите, како што вадат документи низ амбасадите и бараат изводи, бараат
документи што ги врзуваат со Република Северна Македонија. Убеден сум дека ќе го согледаат интересот како државјани на нашата земја да се попишат и да учествуваат во оваа операција. Истите прашања што ги упативме до министерот Маричи ги упативме и до првиот човек на Министерството за политички систем и кадар на ДУИ, Артан Груби. Од него не добивме одговор. Каков и да одговорот, тоа не би го сменило заклучокот дека престојниот попис не е за пребројување само на населението во земјата, туку и надвор од неа. Така, од диаспората ќе зависи конечната лингвистичко-етничка карта на земјата. Параметрите од до се надзираат од актуелните бројки на Заводот за статистика кои се однесуваат на Македонија. Од вкупно 20.446 починати во 2019 година, 74,4% се македонци, 16,8% албанци, а 8,8% се од другите етнички заедници, што грубо го представува соодносот меѓу етничките заедници кај повозрасната популација. Истата година во земјава се родиле 19.841 дете, чија мајка во 50,6% од случаите била македонка, во 35,5% била албанка, а во 13,9% од случаите била припадничка на друга етничка заедница. Овие бројки се слика за соодносот меѓу најмладата популација. Дали знаете дека ВМРО, ДПМН, ДУИ и СДСМ заедно имаат повеќе партиски членови во 2-милионската Македонија, отколку, например, владеачката конзервативна партија на премиерот Борис Џонсон во 66-милионската Велика Британија? Петар Кленчарски истражуваше и пресмета дека во просек секој шести граѓанин на земјава е член на политичка партија. Дали клиентелизмот е единственото објаснување за ваквите разлики? Во 1990 година тогашната Социјалистичка република Македонија ги одража првите слободни повеќе партиски избори. Наместо од една партија, како претходно, граѓаните можеа да бираа меѓу 18 политички партии. 3 децении подоцна во земјава има 65 политички партии со најмалку 400.000 члена. Многу партии значи многу големи членства, значи многу големи групи на граѓани кои се дел од одредени партии, од различни интереси, од различни мотиви. Идеологија на политичко уверување или демагогија за остварување лични интереси. Дали партијата е единствената опција за напредок и успех? Сум силен поборник дека буквално на сите треба да им се даде шанса во општеството, дека токму тој концепт на размислување и менталитет не е лесно да го промениме или впечатокот кој што граѓаните го имаат дека само со партиска книжка може да се вработат. На Балканот популарноста на партиската книжка не излегува од мода. За разлика од земите во регионот каде во партија се зачленува и до 15% од населението, европскиот просек е 3,5% од вкупното население во земите. Пред непол месец владеачкиот Социјалдемократски сојуз на Македонија ја започна постапката за ажурирање и активна регистрација на членството. На терен тоа значи дека 1563 тима од 74 општински организации ги посетуваат домовите на партиските членови. Со промената на статутот од октомври, сите членови што ќе се впишат во партискиот избирачки список преку процесот на активна регистрација ќе гласаат за избор на председател на СДСМ на 21 март. Овај делот мери системот на партијата, преку кој што ќе го мериме и пулсот на членството за нашите функционери, за нашите кандидати, директори, градоначалници, пратеници, за тоа дали им служат на граѓаните, дали се редовно меѓу нив, дали комуницираат, дали одговараат на телефон, дали се арогантни или не, дали прават добри дела на крајот на криштата, односно сето ова е дел од еден поширок систем кој што го заокружуваме, како што кажав, започнавме да го градиме и го заокружуваме токму со оваа постапка и непосредниот избор на председател на партијата. Очекувањата на раководството на СДСМ се дека по ажурирањето ќе имаат околу 60.000 члена. Тоа значи дека близу 3% од населението е член на владеачката партија, но релативно високиот број членови на СДСМ не е изолиран феномен. Според податоците што ги добивме од Централниот регистар, во Северна Македонија постојат 65 политички партии. Издвоивме 15 кои на минатите локални и парламентарни избори оствариле некаков резултат и ги прашавме колку членови имаат.
Според висок партиски функционер на ВМРО ДПМН, тие имаат околу 100.000 члена. Дуи пак прифира дека имаат 75.000 члена. Демократски сојуз вели дека имаат издадено 34.000 партиски книшки, а Алијанса за албанците 20.000. Ако се соберат бројките од 12 партии што ни одговорија, само тие имаат над 351.500 членови. Доколку се користи проценката на книгата на факти на ЦИА, дека Северна Македонија брои население од 2,13 милиони, тоа значи дека 16,5% од населението, или секој шести, е член на политичка партија. За политикологот Гордан Ѓорѓиев, кој своевремено беше подпредседател на партија, бројот на партиски членови не е до крај реален, бидејќи неретко еден човек има партиска книшка во повеќе партии. А зошто толку луѓе воопшто се зачленуваат во партии, дел поради идеолошки причини, а други поради клиентелистички. Неспорно постои, но обичните членови на партијата кои се активисти со години многу малку добиваат од тој клиентелизам. Кога дојде партијата на власт, прашање што може обичен член во, не знам, во некој мал град или хиса да добие големи придобивки од таа партија. Но трчаат за партијата, се активни, сакаат партијата, како велат, гинат за партијата и така натаму. Но овој клиентелизам на повисоко ниво, на каде што например имаме бизнисмени кои што се блиски до една партија и кога другата партија на власт тие понираат, како реки пононици, чекаат да дојдат нивните моменти. Финансираат партијата и кога ќе дојде нивниот момент, кога ќе дојде партијата на власт, нивната партија, тогаш веќе зборуваме за повисоко ниво на клиентелизам. Зошто толку граѓани се зачленуваат во партиите? Одговор побаравме во СДСМ, ВМРО ДПМН, ДУИ и Алијанса за албанците. Партиите кои ги водат Христијан Мицкоски и Али Ахмети не се одзваа на поканата. Генералниот секретар на СДСМ, Љупчо Николовски, вели дека тие ја отвориле партијата за сите, па дури и за тие што не сакаат да бидат членови. Да ние имаме министри во владата кои што се наш предлог, а не се членови на партијата. Сакаме да тоа што 11 години целото општество беше до последна пора испартизирано, да знаете, владееше една состојба да ако треба, не знам, лична карта да извадите или некоја обична услуга да мора да ви биде битна беше дали сте или не сте член на ВМРО ДПМН. До тие пори влезе партизацијата во период на овие 11 години и ние сега тоа го менуваме. Николовски не се согласува дека и сега до државна работа се стигнува само преку партиска книшка. За да се смени таквата перцепција, вели, треба време. Тој концепт на размислување и менталитет не е лесно да го промениме или впечатокот кој што граѓаните го имаат дека само со партиска книшка може да се вработите. И нема да биде лесно сето тоа да го промениме преку ноќ, но нема кој друг да го промени. За генералниот секретар на Алијанса за албанците, Арбен Таравари, чија партија вели дека брои околу 20.000 членови, бројките што ги презентираат партиите се надувани. Unë mendoj se është ose numeri treguar gabimisht nga partitë politike ose patologji e cila për të cilën duhet të bisedojmë si fenomen shoqëror që duhet dalë ngadalë të relaksohen gjërat dhe nuk do të thotë se çdo parti politike duhet të ketë nga 100-200 mijë antar, që mendoj se nuk është në rregull. Според Таравари, членовите на партијата не треба да бидат директно поврзани со изборот на кадри кои ќе ги водат институциите, иако не ја исклучува можноста, доколку партијата има квалитетни кадри, да ги назначи на одредени позиции. Ne si parti politike që moti e themi se jemi definitivisht për depolitizim dhe profesionalizëm të institucioneve. Dhe këtë e kemi dëshmuar me pushtetin lokal që e kemi në komunë të Gostivarit, Vrapçishtit, Bogovinës, dhe shumicën e institucioneve dhe në shumicën e vendeve kyçe departamenteve në kuadër të komunave ju uthetin njerëz të cilët janë apartijak ose kanë qenë ish antar të ndonjë partie, por nuk e përjashtoj, domethënë kemi edhe antar të partisë të cilët uthetin institucione të caktuara apo departamente të caktuara. Реалноста е уште пострашна кога ќе се направи споредба колку граѓани на развиените земји имаат партиска книшка. Така, ако во СДСМ членува околу 3% од популацијата во земјава, а во ВМРО ДПМН е околу 4,7%, во Велика Британија, например, владеачката конзервативна партија на Борис Џонсон има 191.000 членови во земја од 66 милиони жители, или со партиска книшка на власта се само 0,29% од луѓето.
Во Германија, владеачката ЦДУ на канцеларката Ангела Меркел има 407.000 членови, што е 0,5% од германското население. Партијата на францускиот председател Емануел Макрон има близу 420.000 членови или 0,63% од популацијата. Сепак, како се оди на југ, работите се менуваат. Владеачкиот ХДЗ во Хрватска има 220.000 членови во држава од 4 милиони жители, што е 5,5% од населението. Апсолутен лидер во регионот е СНС на српскиот председател Александар Вучич. Партијата има 750.000 членови на близу 7 милиони жители, што е 10,71% од населението. Со партиите на Западен Балкан, како политиколог, се занимава и Гордан Ѓоргиев. Прави споредбена анализа со партиите во ЕУ, во делот на транспарентност и внатрешна демократија. Кај нас тука има влијание клиентелизмот и големата бројка се рефлектира и во големата бројка на членови се рефлектира и во големата потреба од клиентелизам. Но за да дојдеме ние до пониско ниво на, да речеме, да се исчистат клиентелистите, што е многу тешко, и да се исчистат оние кои што немаат примарна идеја да членуваат во партија заради некаква идеја, идеологија, принципи, дружење, ако сакате, треба партиите да се променат однатре. Тоа е главната тема. Како партијата да развие внатре партијски механизми, внатре партијска демократија, која ќе биде жива, каде што секој член ќе може да има да го има своето јас и да го има својот глас во важните прашања. Сепак, Ѓоргиев подсетува дека овие трендови се бавни, бидејќи партиите по дефиниција се конзервативни структури, тешко се менуваат, а раководствата не сакаат да ја делат моќта. Случајот од кратовското село Куклица, познат по тоа што полицајци апсеа полицајци поради наводно недозволено групирање за време на COVID-19, добива нови димензии. Откако учесник во настанот сведочеше пред камерата на 360 степени дека станува збор за реваншизам на лична, но и на партиска основа, 5 од апсените полицајци се прекомандувани на работа во други општини. Еден од нив по трет пат во краток временски интервал, иако законот не дозволува повеќе од една прекоманда во период од 4 години. Славица Филиповска. Вака летоска полицајци апсеа полицајци во викендица во кратовското село Куклица поради групирање спротивно на мерките за заштита од COVID-19. Полицаец, симпатизер на СДСМ, честел за прва плата во викендичка на колега, симпатизер на ВМРО ДПМН. Неколку месеци подоцна, еден од славениците за 360 степени призна морална, но не и кривична одговорност за собирот. Сега во судска постапка се обидуваат да докажат дека нивните колеги не смееле да ги апсат на приватен имот. Во моментот на апсењето не постои уредба за организирање прослави на приватен имот, што и сега во моментот владата кога правеше обиди за приватен имот не им успеа бидејќи било противуставно. И па ако е противуставно сега, било противуставно и пред неколку месеци. Во случајот остана нејасно кој побарал полициска интервенција. Куклица е село од разбиен тип, а единствениот близок сосед кажа дека во нивна одбрана ќе се појави и на суд. Се собра тука неколку луѓе дента, као нормално како секој ден, немало никакви причина за пријава за вознемирување. Но сторијата која навидуме комична добива се посериозни димензии. Еден од доапсените тврдеше дека акцијата во Куклица е одмазда за казна за нерегистрирано возило на заменик командирот, член на спротивен политички табор. Сега 5 од групата уапсени добиле и прекоманда. Купно 5 полициски службеници од таа група се преместени на работа сите во Куманово. Прекомандата сама по себе не е новина. Оти Законот за внатрешни работи предвидува дека секој вработен, по потреба, може да биде пратен на работа надвор од местото на живење и до 6 месеци, но тоа може да се случи само еднаш во 4 години. Тоа не е случај со сите кратовски полицајци кои добиле трајни решенија. За еден од нив ова е трето преместување за помалку од 4 години. Првпат во 2017 година неколку месеци работел во Куманово, што го смета за единствено регуларно преместување. 2 години подоцна, во 2019 е распореден во Танушевци. Кои итни неодложни задачи Александар ги извршувал во Танушевци, тоа е апсурд, тоа е пратено само за малтретирање и тоа го прави баш помеѓу 2 изборни круга. Месецов е испратен од матичниот град Кратово на трајна работа во Куманово.
По третото распоредување ќе се алармира на повеќе нивоа. Александар ќе поднесе до второстепена на влада за дека решението е незаконски. Меѓутоа знаете каде те тужи, каде те суди. За тоа ќе извести и Хелсиншки комитет, народен правобранител, ќе напише писмо до Канцеларијата на Европската унија во Република Македонија и до Американската амбасада со цел како релевантни фактори да ги запознае за тортурите кои што ги врши министерот. Но незаконските распоредувања не се ретки. Друг вработен во кратовската полиција тужел затоа што 2 пати за 4 години бил преместуван. Судот ја усвоил тужбата и го задолжил МВР да го врати полицајецот на работа во местото на живење и да му надомести трошоци за судската постапка. Против Александар има дисциплински мерки, кривични пријави и судски спорови, меѓу кои дека како полицаец агитирал за ВМРО ДПМН на избори. Сите случаи се од 2017 година наваму. Го обвинуваат Александар дека агитирал на избори со тоа што случајно се појавил на некоја слика на страната на ВМРО ДПМН. Меѓутоа за тоа се води судски спор. На последното решение за Александар за распределување во Куманово, меѓу другото се вели согласно дисциплинска постапка. Да, така е, значи тие така го наведуваат во решението, меѓутоа согласно дисциплинската постапка Александар е казнен да работи на едно ниво подоле. Значи не е казнен да работи во Куманово. Значи он е казнен да работи на едно ниво подоле, меѓутоа во Кратово. Прераспоредувањата на кратовските полицајци и зачестените мерки за еден од нив велат се слика за генералната атмосфера во МВР. Основ за тоа министерот го наведува по потреба на службата, меѓутоа знаеме дека во позадина се крие лична освета поради тоа што поголемиот дел од тие луѓе се неистомисленици со министерот, иако се честни луѓе, иако поштено си ја работат својата работа, сепак во Кратово атмосферата за работа е на многу лошо ниво и имаме луѓе кои што исполнуваат лични желби на одредена група на луѓе. Зошто министерот би се занимавал со Кратово конкретно? Па не знам. Тоа мислам дека и другите се соочуваат со проблем, меѓутоа луѓето немаат храброст сите да излезат, немаат храброст сите да зборуваат, посебно не пред камера. Се плашат од реперкусии. Велите сите овие настани почнуваат од 2017 година. Значи ли дека претходно имавме професионална полиција, сега веќе не? Поединци секогаш имале реперкусии кога се менува власта, меѓутоа како сега што има светољубие немало никогаш. Објаснувањето од МВР е дека полицаецот Александар претходно е преместуван со наредби, а само последниот пат со решение, што за нив е различно. АН е распореден на работно место помлад инспектор водич на безбедносен реон во Куманово. Решението е изготвено врз основа на изречена дисциплинска мерка, распоредување на работно место во едно ниво пониско од нивото на работното место на кое дотогаш работел. За Танушевци напоменуваме дека не станува збор за распоредување со решение. Имено АН со наредби издадени од министерот за внатрешни работи врз основа на одредбите од членот 154 од Законот за внатрешни работи бил задолжен да извршува работи и задачи во полициската станица за граничен надзор Танушевци. Со оглед дека распоредувањето и во двата случаи не е извршено врз основа на одредбите од членот 113 од Законот за внатрешни работи, наведуваме дека не може да се применат одредбите од член 113 став 2 од Законот. МВР се повикува на членот 154 според кој министерот или лице овластено од него може да нареди работник да извршува задачи во друга организацијска единица за итни и неодложни потреби до 30 дена. Такви наредби претходно Александар добивал повеќе пати на месечна основа. Затоа и подолго работел во другите места, иако како што самиот вели, не видел ништо итно и неодложно во тоа. Она што МВР не го одговори е зошто токму полицајците апсени во Куклица сега трајно се разместуваат од Кратово во Куманово. Нема коментар ниту на обвинувањата за партиски реваншизам. Отворањето на новиот стационар за бездомни животни Лајка на местото на Вардариште, кој се сметаше за мачилиште, се очекуваше да ги задоволи барањата на граѓанските активисти за хуман третман на животните од улица во Скопје. Но во пракса е сосема поинаку.
Активистите бараат оставка од директорката на Лајка, а таа на некои од критиките одговара со закани за тужби за клевета. Кои се причините за исклучењата од Ирена Каревска? Луѓето што можеме неколку пати да влеземе во Вардариšte се соочуваме со тоа е страшен стрес по нас. Тоа страдање на животните е неприфатливо во ниедна држава осем нашата очигледно. Озлогласеното Вардариšte, кое беше символ за нехуман третман на бездомните кучиња, преклани замина во историјата. На негово место, поречиси 2 години работа, никна нов стационар и јавно предпријатие Лајка. Беше најавено како партнерство меѓу градот и активистите, но Оставка! За сега не е така. Наместо да се изближиме и да бидеме сите заедно, ние се препукуваме. Намерите не се да се реши проблемот. Намерите се незаконски да се профитира. Нема потреба од креирање на вештачки фронтови. Како работи новиот стационар и зошто има судир со активистите? Ова е Ферус. Речиси цел живот го минал во стационар за бездомни кучиња. Растел во старото Вардариšte, а сега живее во Лајка, скопското јавно предпријатие кое почна да работи кон крајот на минатата година. Во стационарот има место за 100 кучиња, а капацитетот е речиси постојано полн. Точно се знае во кое време јадат, се шетаат 2 пати во текот на денот, се учат да одат на поводник и да ги стекнат сите оние навики кои што едно домашно милениче би требало да ги има. Во Лајка се носат сите кучиња без сопственик затекнати на јавна површина. Секое животно прво минува низ ветеринарната амбуланта, каде се проверува дали сепак има сопственик и каква е неговата здравствена состојба. На располагање е само еден ветеринар. Доколку нема микрочип, си подлежи на целосниот третман што е во нашето прифатилиште. Тоа е прво и основно вадење на крв, проверка на општа крвна слика, правење на 4D тест за векторски болести и испитување за болеста лешманиоза на Факултетот за ветеринарна медицина. По завршување на сите лабораториски анализи, чипирање и стерилизација, кучињата се сместуваат во боксови, каде 2 недели чекаат некој да ги вдоми, пред да се вратат на улица. Тука ретко кому му се дозволува влез. Според раководството, посетите носат ризик од зараза и ги вознемируваат кучињата. Новина е што меѓу боксовите има бетонски прегради за кучињата да немаат меѓусебен контакт. Поставени им се легла, грејење и видеонадзор. Вработените тврдат дека ниту едно куче досега не било ефтаназирано. Од оваа година е програмата, значи доколку е позитивно на лешманиоза, даваме 2 недели период за некој вдомуваш да го преземе тоа куче и да се грижи за него. За тоа што евтаназијата избегнуваме најмногу што може. Капацитетот за сега не е проблем, но системот кој треба да осигура хуман третман и контрола на бездомните кучиња низ Скопје сепак не е заокружен. Од Лајка тврдат дека не функционира врската со регистарот на миленици на Агенцијата за храна и ветеринарство, што значи дека не можат брзо да ги проверат заловените кучиња, ниту пак да ги препишат на име на вдомувач. Искрено и реагиравме до Агенцијата за храна и ветеринарство и во насока нели овој процес да се одвива непречено. Ние секако си водиме значи наша интерна евиденција и за секое едно куче, меѓутоа во процес сме на внесување ретроактивно на сите микрочипови. Ова не е единствената мака на Лајка. Оставка! 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 Активистите веќе се пожалија јавно дека предпријатието, иако е должно, не соработува со невладиниот сектор и ја обструира волонтерската работа. Протестот беше со цел да веќе почнеме сите да ги отвараме очите, да се изближиме сите заедно. И исто така и раководството на ЈП Лајка да седне и да видат кај грешат. Кемал Незири во своето прифатилиште досега згрижил неколку стотици кучиња. Но кога се обидел да им најде дом на бездомни кучиња чипирани од Лајка, дошол во судир со нив. Од предпријатието побарал да бидат префрлени на име на неговото прифатилиште, за да може да ги даде на вдомувачи, а добил пријава во полиција. Те оставивме исто така и кај ќе бидат вдомени. Значи име, презиме, адреса и што е нешто друго. Стои во мејлот све. И одговорот е овој, со една реченица, вие кучињата ги чувате неправно
Истите да се радат на локација или во прифатилиштето лајка. Наместо да се зближиме и да бидеме сите заедно, ние се препукуваме. Во моментот кога јас со тебе ќе се карам, автоматски страда сосема трето лице. Директорката како причина за конфликтот го посочува проблемот со регистарот на куќињата, поради што не можело да се префрли сопственоста. Но додава и дека со чипираните бездомни куќиња од лајка, засега може да менаџира само предпријатието. И поради системот и поради тоа што до сега не сме се сретнале со таква ситуација, значи ние секако во иднина кога би профункционирал безпрекорно системот, би ги сконтактирале сите кои што имаат намера да соработуваат со нас, да седнеме, се договориме и да видиме законски како може тоа да го истераме. Не е дека лајка сака сите куќиња да си ги чува за себе. Таман работа. Поплаки за лајка има и од други љубители на животните. Ангелина Спасовска одамна се грижи за група бездомни куќиња во центарот на Скопје. Дел од нив ги кастрирала на свој трошок, бидејќи почнале да се размножуваат. Во меѓувреме им бара вдомувачи. Ги знам околу 2-3 години и од тогаш редовно помагам околу нив. Со една пријателка заедно ги раниме и сите трошоци ги делиме. Но по пријава од граѓани дошле заловувачи од лајка. Со нејзина помош успеале да фатат 2 куќиња. Од тогаш и било дозволено да ги види само еднаш, пошто стационарот станал целосно недостапен за неа. Ние на почетокот бевме баш воодушевени од работата, значи дресерите беа со искуство. Значи и првиот пат имаше напредок кај едното кутре, значи беше по-припитомено, да речем, од претходно. Меѓутоа тоа највеќе нашто ни сметаше, што ни пречеше е тоа дека ние не добивавме никакви информации за куќињата понатаму. Значи ние повеќе од 1 месец немавме никакви информации, не знаевме дали се живи воопшто куќињата. Така што ние немавме ни во план никако други куќиња да им помогнеме да земат од тука. Од лајка со видеоснимки ја убедуваат јавноста дека куќињата се во стационарот, но можност за нивна посета за сега нема да има. Според Петрушевска, тоа го попречува процесот на ресоциализација. Стојам на ставот дека нема да дозволам да се еутаназираат куќињата, него сметам дека треба многу подолго време да помине за тие да се опуштат и да веруваат на некого. Значи не се 100, 2 куќиња се, јас сметам дека стационарот може да го издржи тој трошок за храна и за внимание за тие куќиња, да понатаму бидеме во состојба да им бараме дом. До директорката и лајка има и други забелешки и критики. За дел од нив таа најави дека ќе тужи за клевета, што пак беше доживеано како притисок. Овде се работи за едно комплетно, како што кажав, изигрување на таа група граѓани, која што може многу да придонесе за решавање на овој проблем. И поради тоа изигрување, од една страна, а од друга страна прогонување со суди, со судски процеси, со пријавување во полиција, активистите немаат никаква доверба во тоа јавно предпријатие, што е сосема нормално. Предпријатието се уште е затворено. Активистката и советничка во град Скопје од редовите на Левица сите случаи ги сумира во барањето за оставка на директорката на лајка, доставено до Советот на град Скопје. Поддршка дадоа и 20 здруженија за заштита на животните, кои обвинија дека се исклучени од процесот за згрижување бездомни животни. Значи нема, како што кажувам, законска основа лајка да биде вечен собственик врз бездомните животни, откако тие ќе бидат вдомени, па дури и кога се на улица. Кога ќе ги врати веќе на улица истратирани тие животни може кој било да ги вдоми. И може да ги вдоми, и може да ги кај себе, може да ги вдоми надвор од земјава и нема никаква законска пречка за тоа. Апсолутно. И на лајка должноста е да соработува и да го овозможи тоа. Самата директорка требаше само една работа да направи. Да ни повика сите на здруженија, да направи еден состанок, да направи концепт за работа, ако она не знае, ние чим го направиме. И ќе штедеш и градот Скопје, и во пари, и во време, и во луѓе, и во ресурси, во све. Директорката уверува дека е отворена за соработка со сите здруженија и активисти, но за тоа допрва ќе треба да се прави стратегија. Таа тврди дека се работи законски, а повиците за оставка ги смета за неосновани. Се надевам дека доколку
и некој има некакви конкретни докази дека некако сум злоупотребила службена положба и слично, дека ќе ги достави тие пред соодветни надлежни органи. Вака се би ми личи на само хајка на социјалните мрежи. Додека сите страни не најдат заеднички јазик, проблемот само ќе расте. А колку државата се грижи за тоа, говори и фактот што новиот предлог закон со кој треба да се засили контролата на неодговорните сопственици и дивите одгледувачници, одамна е заглавен во собранието. Не менувајте го каналот, по рекламите ќе ја видите саботажата, а потоа и вестите на Алсат. Лицитирањето со временската рамка во која е создадена државата и нацијата добива се посмели димензии. Иако не може прецизно да се дефинира точниот тајминг, сепак назнаките што ги даваат добрите познавачи на периодот креда укажуваат дека нам не успеало тоа што не го можеле ни диносаурусите. Независно колку сме стари, јас не можам да знам дали сме 50 милиони години, има податоци и се зборува, се кажува, не сум историчар, нешто памтам. Македонија, македонците се народ од веки векова. Што викаат некој, колку е старо сонцето, толку е стара Македонија, толку е стари се македонците. Вековната посветеност за опстанок се огледа во високата свест на нацијата, која преку низа примери од сегашноста ја обелоденува тајната на успехот. Грижливиот македонец секогаш им оставал некакви скриени предмети на своите наследници, за во некоја иднина, соочени со пропаста на светот, не само да си ги спасат плодовите, туку и да го одржуваат високото ниво на хигиена. Фрижидер имаме на 16 метри длабочина, тоа е оддалечено од брегот негдека 500 метри. Трпејца, пример, имате еден бойлер што не го имаме уште извадено, тоа е на 10 метри од брегот. Преку Галичица, благодарејќи на таквиот однос, веќе се преземени сите адекватни мерки за продолжување на нашиот вид, со оглед дека покрај нас изгледа ништо повеќе не успева да се снајде. Таму не можеш птица да видиш, да атмосферата да замине. Плюс тоа мравка да видиш. Нема шанси да постои мравка у Резинскиот крај. Нема мравка, оти сме нација која не сака по ништо да гази, камоли по нив. Фини, културни, секогаш подготвени нешто да научиме, да го кренеме нивото на квалитетот на животот. Па нормално е да ни фали отсуството на толку потребната духовна енергија. Па достига, али како да ти кажам, не мога да се кажам нешто повеќе. Тој стремеш, тоа барање за нешто повеќе од неопходното е вградено во националниот код и се негува уште од мали нозе. Без оглед дали се работи за пополнување на празните предшколски установи или за прекомерната употреба на глаголот зголемување во една реченица. Впрочем, заради зголемениот интерес на родителите нивните деца да одат во градинка, се зголемува и потребата за зголемување на бројот на дечиња во градинките. И на крајот, кога цела нација сака да сличи. Јас очекувам здрава и силна опозиција, која што дефинитивно ќе биде сериозен репер на власта. Ако на власта, пример и опозицијата, тогаш пред конгресно се отвара дилемата. Да не случајно некој диносаурус преживеал. Ве поздравувам на крајот на уште едно издание на 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас в петок од 22 часот. Помалку на Алсат се вестите на македонски јазик. Пријатно.